Почитувани гледачи, имате можност да ја проследите на новата емисија Спектар на телевизија КИС. Вечерва мои вечерашни гости се млади лица кои што ни доаѓаат од Младинскиот образовен форум. Со нив ќе дискутираме за прашањата и проблемите кои што ги засегаат младите лица во Македонија, меѓутоа и за начините на нивно разрешување за кои се залага Младинскиот образовен форум. Добро вечер, ве молам да се представите најпрви. Добро вечер, како прво да ви се заблагодариме на поканата. Јас сум Елена Мишевска, координатор на Младински образовен форум Тетово. Добро вечер и од мене. Многу ми е чест што сум ваш гост вечерва. Јас сум Сандра Анастасовска, координатор на програмата за неформално образование во Младински образовен форум. Добро вечер и од мене. Јас сум Маја Петровска, инаку сум координатор на локално ниво за Тетово на Младински образовен форум. Добро вечер и од мене. Јас сум Бобан Костадиновски, од Младински образовен форум, асистент координатор. Така, како што кажавте, сите сте членови на Младинскиот образовен форум. Понакратко, што работи во организација, кои се активностите? Елиеве, најпрво тебе да почнеме со прашање. Вака, Младински образовен форум е невладина, непартиска, непрофитна организација која што е формирана уште од 1999 година. Ние активно работиме на теренот веќе цели 15 години. Програмите кои што ги спроведуваме се претежно младински едукативни. Работиме на полето на образование и човекови права. Оно што би сакала да напоменам дека Младински образовен форум е една од најголемите младински организации во Република Македонија со сопствени центри и локални партнерства во 12 градови на Република Македонија, меѓу кои што е и нашиот град Тетово. МОВ центарот Тетово функционира веќе активно цели 4 години. Сега, оно што би сакала да напоменам дека на национално ниво броиме повеќе од 400 активни членови и околу 60 волонтери кои што активно се вклучени во програмите кои што ние ги спроведуваме. Активностите ни се поделени во 3 поголеми програми, и тоа програмата на младински активизам, програмата за неформално образование, тоест дебата и учиме право, и програмата за истражување и креирање на младински образовни политики. Така, Сандра, вие од Скопје ни доаѓате. Значи, најчесто сте во контакт со младите и поради тоа најверојатно ги знаете проблемите суштински со кои се соочуваат младите во Македонија. Кои се тие проблеми со кои се соочуваат најчесто? Да, вака, Младински образовен форум работи веќе подолго време на проблемите на младите со кои се соочуваат, но исто така и механизми за нивно решавање. Можеме да кажеме дека ако тргнеме од невработеноста па до квалитетот на образование и начинот на кој образовниот процес ги креира младите луѓе, можеме да кажеме дека образовниот процес не креира активни граѓани кои понатака ќе се залага за заедницата и ќе сакаат да подобрат својата општина или својата заедница во која живеат. Повеќе креира некоја апатична младина која највеќе сака да се пласира себе си на пазарот на трудот, иако и во тоа има голема мака, значи невработеноста е голема во Македонија. Имаме предизвици во однос на интеграцијата, значи се соочуваме со сегрегација во образовниот процес, но и на национално ниво. Имаме мала комуникација помеѓу младите, но исто така и неотвореност за говорење за проблемите кои ги обкружуваат, но и можеби нема ни простор за каде се ги скажеме проблемите. Тоа можеме да кажеме дека младинското учество, односно учеството на младите во процесот на донесување одлуки, што се значени за нив, но и што се значени за политиките во целата држава, е на многу ниско ниво. Младите од една страна немаат доволно простор, но исто така немаат можност да како да си го кажат својот став и како нивниот став да биде слушнат. Од друга страна можеме да кажеме дека квалитетот на животот на младите е на не толку високо ниво, значи се соочуваме со тргнувајќи од таа финансиска зависност на која имаме до касни години од нашите родители, па до начинот и стандардот на кој живееме, до посета на културни настани и активности кои нас ќе ни помогнат да можеби да се здобиеме со вештини и способности за подобро им да се пасираме на пазарот на трудот, но исто така да бидеме едноставно активни граѓани, се на многу ниско ниво. Од една страна тоа не го нуди формалното образование, но од друга страна голем број на млади луѓе не се вклучуваат во неформалното образование да се надоградат себе си, повеќе можеби се окупирани со своите екзистенцијални активности и проблеми, затоа можеби од една страна можам да кажам дека треба многу повеќе да се работи на тоа младите да се изградат себе си и да се пласираат себе си како
индивидуалци кои се и економски и социјално независни, но исто така кои се доволно способни да одлучуваат мудро, образовано и да сакаат да го подобрат своето општество. Така, на моето прашање за проблемите на младите, најпрво се осврнавте на образованието. Како го оценувате образовниот процес во Македонија? Сите знаеме дека долги години се зборува дека нема практична настава, меѓутоа се уште и покрај толку коментари во јавноста недоволна таа практична настава кај учениците. Имаше некои проблеми со промена на учебниците, каде што многу доста најдоа грешки во самите учебници. Накратко, кои се проблемите во образовниот процес во Македонија воопшто? Да, недостига стратешки развој на образовниот процес, ни недостига системско решавање на тоа што го се соочуваме во образованието. Пред се ни недостига можеби соодветна анализа која ќе ни даде на нас состава во образованието и што треба да направиме. Содржините во образовниот процес се затворени, тие можеби од една страна го решаваат теоретскиот дел, но не се осврнуваат на практичната настава, не се осврнуваат на тоа што го кажав и претходно, на креирање на млади луѓе кои ќе бидат проактивни во својата заедница и кои своето знаење ќе го искористат за да подобрат својата заедница. Од една страна образовниот процес не ни овозможува ни да се запознаеме доволно со заедницата и да знаеме како треба да постапиме одредени ситуации. Тоа можеме да кажеме дека од една страна недостига квалитетот во образованието, значи имаме содржини кои од една страна, како што кажав, се можеби дел од нив теоретски добри, но ни фали многу практична настава, ни фалат содржини и технологии кои на нас ќе ни помогнат во овој модерен свет да одиме кон напред. Се уште немаме доволна технологија, од една страна професорите не знаат како да ја користат, од друга страна голем дел од професорите и можеби им недостига компетенции за да се соочат со новото знаење, новото време во кој живееме. Они сепак учеле по некој друг систем и тука е комуникацијата помеѓу професорите и учениците на многу ниско ниво, односно што можеме ние да направиме за да излеземе од образовниот процес како вистински образовани граѓани. Во таа насока сметам дека и квалитетот на образованието треба да се подобри и анализите и да се лоцира точно што е тоа што ние треба да го подобриме, но и треба да има волја од страна на и институциите и Министерството за образование и сите оние кои работат на оваа тематика, поради тоа што само со постсекторска и системско решавање на овој проблем ќе може да го решиме во оваа настока. Има слаба комуникација помеѓу неформалното образование и формалното образование. Волонтерството не многу се нуди на како алатка која може да ги надогради учениците, но исто така и како што кажав, компетенциите на професорите, можеби и училишниот кадар е на некој ниско ниво и исто така тука треба да се работи на тоа професорите и училишниот менеджмент да може да креира средина за младите да го искористат своето знаење, да пробаат да својата креативност и своето знаење да го преточат во нешто што е добро, не само тоа да бидат тие часови кои ќе ги учат и потоа да се отидат дома и да останат на интернет и да пијат кафења. Своето слободно време сепак не го искористуваат така како што треба. Многу помалку имаме образовани млади луѓе, многу повеќе имаме млади луѓе кои учат за оцена и тоа им е доволно. Така или најверојатно се согласуваш дека во училиштето нема доволно практична настава. Вие завршивте средно образование во економско училиште во Гостивар. Каде практична настава следевте таму? Дали имаше на некои места каде што не имавте можност? Имаше практична настава, меѓутоа многу слабо беше организирано. Морам да бидам искрен и да го признам тоа, значи не пуштае по практична работа по банките, меѓутоа не стекнувавме доволно искуство колку што како на млад човек не треба. Моето искуство највеќе го имам стекнато во невладен сектор, каде што имам поминато многу обуки, многу тренинзи за да стигнам до тоа што моментално денес сум. Така сме кај образованието во Македонија сега е актуелно екстерното тестирање. Најверојатно и членовите на МОВ неодамна биле оценувани според овој нов начин на оценки. Како Младинскиот образовен форум гледа ново екстерно тестирање? Дали е добро или пак има доста пропусти? Сандра, за вас прашање. Младински образовен форум тукму на оваа тема беше активен и минатата година. Спроведе петиција за минатото годишно екстерно тестирање
класира, односно да биде пробно тестирање, со цел да се оневозможат оние недостатоци кои беа и сепак да можат учениците да не бидат оштетени од тој процес. Собра 25.000 подписи, односно 25.378 подписи, но сепак институциите решија да го спроведат, односно да го уважат тоа екстерно тестирање покрај сите недостатоци и технички пропусти, законски пропусти кои се случија минатиот пат. Но во оваа година, иако имаме една промена, односно сега имаме затворени прашања кои се понудени од страна на Министерството за образование, кои неколку месеци ги има учениците, но сепак прашањето ни е зашто баш оваа година ја имаме таа промена, значи потребно за екстерното тестирање да имаме евалуација на претходната година, да знаеме кои се тие недостатоци, да видиме каде може да се подобри и таа соодветна анализа на нас да ни каже што точно ние треба да смениме оваа година. Таа анализа за жал не е достапна, не знам дали е во нека фиока или не, но сепак тоа што на нас не треба пред да оштетиме уште некој ученик е соодветна анализа на тоа што се случило минатата година, за да знаеме како дошло баш до овој затворен пул на прашања од друга страна, што сметам дека исто така го тежнува начинот на тестирање, затворените прашања нудат неколку претходна подготовка на учениците, но тоа може да го направат и со помош на родителите. Слушавме дека голем број на родители се здружуваат на Facebook групи и ги одговараат прашањата со цел да им помогнат на своите деца за да имаат подобри резултати на екстерното. Може да замолиме некој најдобар ученик од нашиот клас и тој да ги одговори прашањата и ние да се потрудиме стресно и во краток рок да ги научиме на памет прашањата, но сепак тоа нема да ни даде одговор на нас колку учениците знаат и нема да даде одговор зашто такво образованието, посебно нема да даде одговор дали ние одиме во настока на подобрување на нашиот образовен процес, што сметам дека треба да биде клучна цел во екстерното тестирање. Сега не е. Целта на екстерното тестирање да професорите да видиме дали оценуваат соодветно на нивните оценки во паралелно со екстерното тестирање, а од друга страна учениците да дознаат колку знаат. Што сметам дека не може да биде цел само по себе, значи нашиот образовен процес треба да има многу поголеми цели за себе и треба да се труди таа анализа на екстерното тестирање пред се да видиме во кои содржини ние треба да ги подобриме, дали треба нешто да смениме во курикулумот, дали во наставниот курикулум, дали во воншколските активности, дали треба да додадеме некои содржини кои на нас ќе ни помогнат за понатака образовниот процес да биде подобар. Тоа што можеби некој ученик има двојки, тој ќе го дознае тоа за себе, исто така и професорот ако се утврди дека нели ја дознал, односно таа оцена паралелира исто така со оцената од страна дадена на екстерното, не е цел сама по себе, тоа само ни утврдува моменталната состојба, нас не треба баш тој ученик што не е многу добар и што има послаби оцени, ние да го мотивираме, да најдеме што може тој да прави и како да му даеме поголемо знаење, а не да го ставаме екстерното тестирање да биде само цел само по себе. Така, колку подписи собравте за екстерното? 25.378 подписи на национално ниво се собираа 10 дена во текот на јули месец и баш тогаш имавме одзив од многу родители, од многу ученици кои беа многу загрижени. На предвид од институциите? Да, не беше земено во предвид. Се покажа дека Министерството смета дека многу поголем дел од учениците не биле оштетени и дека може би таа страна од целата ситуација е така како што треба да биде, дека екстерното тестирање сепак прошло како што треба, но како што кажав имаше голем дел од професорите што не се потпишаа на петициите, ако сметаа дека во тој процес биле оштетени многу ученици, па дури и професори. Во оваа насока мислам дека треба и со оглед на тоа дека во втора година вистински треба и професорите да го дадат својот придонес во тоа да се подобри екстерното тестирање и да го дадат својот придонес во тоа што мисла да го искажат без страх дека треба да се потпишат на петиција или пак дека не треба да го кажат својот став баш поради тоа што смета дека дали нивната работа ќе биде загрозена или пак некои други причини. Така, еве ли малку да се вратиме локално во образованието во Тетово. Со кои проблеми се соочуваат младите во образовниот процес? Еве знаеме дека
најголем проблем е просторниот. Учениците Инфраструктурниот, така во Тетовската гимназија учат во бараки, во непроштен учат во контейнери кои што нели во 99-та година ги користија НАТО војниците за бегалската криза. Значи, со кои проблеми вие конкретно ги знаете повеќе да не посочите? Кога станува збор за локално ниво, добро, како што ти напомена, значи тука би сакала да напоменам учениците, значи од македонските паралелки кои што учеа во гимназијата Кирил Печиновиќ во бараки. Сметаме дека тоа навистина беа во лоши услови во кои што научеа, затоа што ние постојано се среќававме со средношколците гимназијалци кои што постојано се жалеа дека подовите се распукани, руиниран инвентар, вецињата руинирани, значи навистина лоши услови и никој ништо не превзе околу тоа, значи од причина што требаше да падне таванот врз средношколците за да се подобри ситуацијата и да им се најде краткорочно решение. Сега сигурно веројатно, дали смете дека треба воопшто во таа барака се уште да учат, затоа што таа е нели стара барака повеќе од половина век и се работи за барака, не е цврст објект. Медицини, точно не. Они моментално имаат краткорочно решение, значи учениците разговара во тој момент со локалната самоуправа, локалната самоуправа се труди да најде подолгорочно решение за тој проблем. Исто сметам на локално ниво, значи учениците од основното училиште Братство кои што учат во подруми, од Непроштено што учат во контейнери, што учат значи во мобилни бараки. Тие се работи кои што се разбира треба да ги среди локалната самоуправа во сработка со директорите, а ние Младински образовен форум значи повеќе може само да ги актуализираме тие прашања и да дадеме некакви можности на младите младинскиот глас да биде чуен. Така. Да преминеме на неформалното образование. Во воведот, Сандра, рековте дека тоа малку се користи од страна на младите лица. Знаеме дека е потребно затоа што на некој начин неформалното образование, како што е примерот во западноевропските земји, се усогласува според потребите на пазарот на трудот. Дел од активностите и агендата на Младинскиот образовен форум е неформалното образование. Па нешто повеќе во тоа. Да, токму неформалното образование можеби е тоа што ни дава на нас легитимитет да се бавиме на тема млади, да во име на младите да ги застапуваме нивните права и интереси. Тоа е нешто што сметам дека е најкорисниот дел од Младински образовен форум, поради тоа што тука баш се случуваме со сите наши корисници на програмите, со сите волонтери, со сите она што е корисно, го пробуваме да го нудиме тоа образование што е потребно на младите луѓе кои би била нивна надоградба на своето образование. Дебати учиме права се годишни програми кои се однесуваат на национално ниво. Значи дебатната програма е програма која своето место го наоѓа во критичкото размислување, во аргументирано изразување и преку своји неделни предавања каде што предаваат диватни предавачи и своето саботно или неделно попладне слободно го користат токму за волонтирање и за пренесување на своите знаења кон младите луѓе. Сметаме дека е корисно баш поради тоа што во јавноста се повеќе недостига аргументирано изразување и се повеќе има површинско учење. Токму тоа е на што се спротивставува дебатната програма. Дебатирите се слушаат годишен курикулум и потоа на крајот од годината добиваат сертификат за тоа слушање и одат на дебатни турнири и организираат јавни дебати. Во своето учење едноставно си го отвараат умот и можат да дискутираат на тема, ја анализираат, читаат теми, потоа заедно со своите врсници дебатираат на таа тема, односно се надпреваруваат или пак едноставно имаат јавна дискусија на таа тема. Тука можеме да кажеме дека тоа што можеби ние учиме на училишта, имаме можност да го прочитаме дали преку интернет, дали преку форуми и да се подготвиме на одредена теза, па така имаме можност да размислуваме за некои теми што претходно никогаш можеби не сме размислувале, дали смртната казна е оправдана или дали генетски модифицираната храна треба да се забрани, па се до сериозни политички теми како што е влијанието на Русија во Украина или пак можеби одлуките на НАТО поврзани со Украина. Значи во таа насока можеме да кажеме дека од локални теми кои ги засегаат младите, па се до светски актуелни теми се оние на кои се направуваат и дебатираат секојдневно дебатерите, но пред се тоа го прават аргументирано со докази и учат како можат своите лични капацитети да се ги надоградат со тоа што ќе понудат некаков друг вид на дискусија, тоа како што кажав аргументирана дискусија. Но од друга страна, они се многу повеќе од нили од дебатери, секојдневно доаѓаат во нашите канцеларии,
некако заедно креираме некаква заедница која можеби корисна во Македонија, која сепак се саснува на тоа дека образованието е многу повеќе од тоа што можеме да имаме во училиште и дека ни треба критичко размислување, дека нашиот син ќе може да прочита многу повеќе книги, која ќе знае и која ќе може мудро да ги донесе своите одлуки, па така токму тоа е дебатната програма. Во однос на учиме право програмата, исто така образовно ориентирана, своите корисници ги учи за младинските права и за начинот на кој може да ги користат. Но малку младите се информирани за своите права и многу е клучна нашата поддршка во однос на дознавање на тие права и како тоа може да влијае врз нивниот тамошен развој. Случајот од владење на правото, демократски принципи, човекови права, па се до граѓански кривична постапка, кои можеби немаат можност да ги дознаат дури ни оние кои се запишуваат на прва година на правен факултет. Значи, работиме и со средношколци, со студенти, но тоа што ново учиме право програмата е дека имаме советодавен сервис, еден вид на проект кој сметавме дека е многу корисен за програмата и за корисниците, посебно за оние млади луѓе кои можеби се изгубени низ процесите и низ лавиринтите на институциите, кои имаат прашања, ама не знаат како да ги постават. Советодавниот сервис нуди начин на поставување прашања да се добие одговор од тимот кој секојдневно чита документи, се труди да ги одговори прашањата на младите луѓе, па во таа настока може секој млад човек кој има било какво прашање во однос на институциите, во однос на образованието, во однос на својот факултет или пак во однос на дали има бесплатен превоз за одредена корист или пак дали може да организира настана на јавен простор, да се обрати на советодавниот сервис. Тоа советодавниот сервис се наоѓа и онлайн и офлайн. Онлайн се наоѓа на нашата веб страна mov.mk/сервис млади/ во однос на онлайн се наоѓа во нашата канцеларија во Мајски Бразовен форум и таму може секојдневно исто така да се дојде колку треба за совет. Во однос на советодавниот сервис ќе имаме трибина исто на 9 јуни во Тетово. Таму младите ќе можат повеќе да се запознаат исто со советодавниот сервис. Трибината ќе биде во Домот на културата во 12 часот и младите ќе можат да дојдат и да постават прашања директно на трибината. Дали МУФ се обидува овој начин на неформално образование да го воведе во образовниот процес? Дали сте се обиделе со институциите на системот да искомуницирате да ве прифатат на некој начин за да можете овие дебати да ги спроведувате, да не биде редовна настава како дополнително кој сака, кој може во тоа неформално образование? Сте имали таков обид? Да, ние преку проектот на услови за меѓуетничка интеграција во образованието имаме контакт со училиштата и имаме оформено дебатни клубови во училиштата. Тоа се 8 дебатни клубови на национално ниво, каде што младите преку дебата учат баш за аргументирано изразување. Значи во самите училишта и за интеграција, да. Се дружат со млади од различна етничка припадност, се имаат простор каде што може да комуницираат и во таа насока сметаме дека баш тие неделни среди им помагаат на младите да прифатат било кој друг млад човек од различна етничка припадност или од било каква друга застапеност. Сметаме дека токму во оваа насока проектот му се за меѓуетничка интеграција во образованието може би е некаков начин и одговор на тоа како треба да комуницираат младите луѓе и што значи интеграција, дека треба да се даде простор и да се обезбеди начин како тие меѓу себе се запознаат пред се да комуницираат, а понатака дружењето ќе се дојде само од себе.
но во однос на формален приод кон институциите не сме имале, но секако знаеме дека се многу тешки процедурите за влегување во училиштата како дел од курикулумите. Ќе работиме на таа тема, секако исто Министерството се надеваме за образование и со училиштата, преку тоа што од една страна имаме добра соработка со училиштата, од друга страна таа треба многу повеќе да се подобрува, па ние секако сме расположени за соработка со училиштата и со сите оние кои образовни институции кои се дел од образовниот процес и ќе работиме дефинитивно на таа тема. Такове за поздравување, воопшто колку образовниот процес во Македонија се прилагодува, односно се согласува според потребите на пазарот на трудот, како што е со неформалното образование? Според Милимов. Да, неколку истражувања има невработеност, кои директно го таргетираат формалното образование како некако вид на фактор во целиот процес, но исто така тука ги нојат и недостатоците можеби за практични вежби и за подготовка на младите на пазарот на трудот. Од една страна ни треба детална анализа на што пазарот на трудот бара и поголема меѓусекторска соработка, тоа значи дека и образование, и Министерството за образование, бизнис секторот и Агенција за вработување, Агенција за млади спори и неформалното образование кој го нуди едноставно која смета дека за себе има цел да го подобри и подобри младите во однос на пазарот на трудот, треба да работат заедно. Тоа значи дека треба поголема анализа на што му треба на бизнис секторот и така Министерството за образование, односно целиот образовен процес да се насочи. Сега во однос на образовниот процес имаме многу можеби преквалификован кадар за тоа што не е потребно на пазарот на трудот од една страна. Младите многу почесто се одлучуваат да имаат подолго да се ги продолжат своите студии и повеќе се задржат во образовниот процес, отидат на пазарот на трудот. Од една страна тоа ги прави на долгорок финансиски зависни и од своето семејство, но и не може да се реализираат себе си како личности, а од друга страна недоволниот можеби можност на пазарот на трудот сепак е индикатор дека треба некако да се снаоѓаме за работа или пак да работиме под услови кои не ги ветува нашето образование. Тоа значи дека од една страна образованието мора да не спреми практично и да ни понуди можност нашето слободно време да го искористиме за надоградба и да метне дел од практичната настава во курикулумот, но исто така да промовира градење на капацитети и да промовира волонтерство, да може да најде начин како да им помогне на младите луѓе кои ќе завршат со тој образовен процес, да не се чувствуваат изгубени на која треба да бидат на патокас на дали да продолжам со своето образование или пак да работам некаде. Исто така вработување во државната администрација можеби приоритет кај младите, поради тоа што таа е сигурна работа и многу млади луѓе без потреба се надоградат себе си, сакаат тоа да го работат од една страна, а од друга страна бизнис секторот е тој што можеби креативно повеќе ветува на младите, но бараат и некоја сигурна работа, ама голем дел од тие што бараат работа, прочитав истражување на реактор, истражување во акција дека токму на оваа тема дека 58% од оние млади кои бараат работа се невработени, значи имаме голем процент на млади кои активно бараат работа, ама не можат да најдат. Тука факторите се големи, но секако дека, како што кажав, мора секторски, структурално да му пристапиме на овој проблем, баш поради тоа што многу фактори влијаат, едноставно институциите или па системот не доволно ги истражил, не доволно ги насочил своите решенија кон конечно решавање на оваа проблематика, што секако е најголемиот проблем во Македонија. Мислам, кога се работи за екзистенционалните причини и можеме да одиме понатака, некако вртиме околу тоа и баш поради тоа можеби нашата младина не е патична или пак има недоверба во институциите. Сандра, можеш малку да одмориш, да преминеме на другите гости. Бобан, еме малку да зборуваме, да позборуваме за културниот и забавниот живот. Колку можат младите да се активираат на ова поле во Тетово зборам конкретно? Така. Со големо жалење морам да констатирам дека во Тетово не постои квалитетен културен и забавен живот на младите. Ова го кажувам затоа што во Тетово не постои долги години веќе кино.
не постои театар на македонски јазик, иако постојат некои групи и издруженија аматерски кои што од време на време излегуваат со некоја представа. Така да младите од Тетово кои што се желни за културен живот мора да патуваат во Скопје и во другите градови, во најмала рака да погледат да одат во кино или пак во театар. Исто така ние лани во текот на месец октомври и ноември спроведувавме еден проект кој што се нарекуваше Млади промотори на слободата на изразување. И во рамките на тој проект се организираше кампањата Слободен се изрази се. Во центарот на Тетово беа поставени инсталации, односно табли, каде што граѓаните можеа да напишат што сакаат во својот град. Најчести желби на тетовци на таблите беа дека сакаат кино, сакаат театар во својот град, сакаат нов спортски центар, што дополнително не наведува на фактот дека не постои квалитетен културен и забавен живот во Тетово. Еве ти како ги спроведуваш те културни и спортски активности забавни како млад жител на Тетово? Што правиш во слободното? Како го исполнуваш твоето време? Како што и претходно кажав, нема тука квалитетен културен живот. Често патувам во Скопје и во другите градови, каде што можам соодветно да се забавувам на културен на било каков начин. МОВ прави напори на некој начин да ги активира овие културни и забавни активности во Тетово. Кои се вашите залагања за тоа? Значи вака, Младински образовен форум Тетово постојано прави напори за актуализирање на прашањата кои што ги засегаат младите. Тука како прво би сакала да напоменам една дебата што беше организирана пред една година на Штоловиот универзитет, која што произлезе со многу плодна дискусија и заклучоците и препораките таа дебата беа дека иницијативата за квалитетен и културен живот треба да произлегува од младите. Инспирирани од таа ситуација, поактивните членови на МОВ центарот Тетово организира еден многу интересен настан, тоа беше Герила кино, каде што младите тетовци проектираа филм и филмот дечките што го организираа настанот очекуваа околу 100 луѓе публика, меѓутоа беа многу изненадени затоа што 300 луѓе се појавија. Жедни се тетовци. Да, тетовци се жедни. Имаше и книга на впечатоци каде што сите 300 граѓани се потпишаа со своји желби што сакаат понатака, како иднина на младите во Тетово и беше многу интересно од причина што младите навистина сакаат кино во својот град. Сега исто тука што би сакала да напоменаме и краткометражните филмови кои што ги работиме на таа тематика. Се трудиме едно прашање да го актуализираме повеќе пати за да стигне до местото каде што треба да биде чуено. Работевме на краткометражен филм во режија на Глигор Кондовски, сценарио Арта Зейнели, актерската игра е само сон. Направивме симулација како младите сакаат и се желни да глумат во својот град, меѓутоа немаат каде. И направивме стимулација каде што младите протестираат пред општината и општината им обезбедува кино, им обезбедува театар. И она што би сакала да го промовирам како новина, моментално работиме на 2 нови проекти кои што ќе бидат промовирани на средината на јуни. Работиме на краткометражен филм во моето училиште каде што ги промовираме сите средношколски проблеми. И работиме на документарен филм за враќање на киното на Тетово, каде што ќе правиме анализи, истражувања и ќе земаме изјави од луѓе кои што се релевантни да зборуваат и ќе направиме промоција и со промоцијата ќе ги натераме младите на плодна дискусија и да апелираме до локалната власт да направи напори затоа што на овој град навистина му е потребно кино. Сандра, во Скопје како младите се забавуваат? Знаеме дека во централното градско подрачје има доста објекти кои што може да се скористат за културен и забавен живот, меѓутоа како е во останатите скопски општини, периферија што се од централното градско подрачје? Да, од една страна во Скопје има големи можности за култура и забава, но од друга страна тие не често се достапни многу за млади, поради тоа што дел од нив се многу скапи. Која општина во Скопје живеете? Во Аеродром. Аеродром. Таму најверојатно има доста културни забавни активности или пак? Не многу. Од една страна има, ама често се користат за спортски активности. Тоа е никако во Аеродром има многу навивачи кои се заимзата од една страна, од друга страна нема доволно културни настани за, например, јас на кој би сакала одам, тоа е од алтернативни бендови до можеби изложби, такви настани нема многу, треба повеќе да има. Така. Бубан, како е спортскиот живот во Тетово? Сандра кажа дека во Аеродром доста младите се за тој спортски живот.
Па како културниот и забавниот живот на младите тетовци, така и спортскиот живот е на многу ниско ниво. Спортскиот центар како најголем спортски објект во Тетово веќе неколку години е во лоша инфраструктурна состојба. Поголеми јавни места за спорт и рекреација во Тетово нема, така да младите се принудени на алтернативни начини за спортување, значи одат во приватни сали. Значи, Богдан спомна дека спортскиот центар на некој начин се почесто се узурпира и не се одржува, меѓутоа нели подолг период да остварува некои активности за оживување на тој спортски центар, па или повеќе нешто околу тоа да не кажеш? Идејата, значи, за ова почна од страна на членовите на медијар од клубот на Младинскиот образовен форум на Тетово. Значи, ги испративме на терен за да имаат можност да работат на фотоприлози, тоа да се преточи во фотоприказна. Они решија како проблем, кој што највеќе ги засега, да го прикажат спортскиот центар на Тетово. Значи, таа фотоприказна беше објавена на нашата веб страна и многу локални национални портали ја ширија и предизвика навистина интерес и зачудување од страна на луѓето што живеат во цела Република Македонија како е можно спортски центар во Тетово да е толку запуштен. Инспирирани и мотивирани од таа ситуација решивме да започнеме иницијатива во која што малку ќе подобриме ситуацијата. Значи, направивме документарен експериментален филм во режијата на Глигор Кондовски, каде што ја прикажавме состојбата на спортскиот центар во Тетово. Тој беше краток филм од 12 минути, каде што се покажува ранет спортист кој што нема можности каде да се креира и Божица која што го спасува спортскиот центар Тетово. Исто така направивме фотоизложба каде што промовиравме 20 фотографии и имавме после дискусија со околу 100 граѓани кои што беа присутни на настанот и они даваа препораки и решенија како ситуацијата да се подобри. Меѓутоа не застанавме тука, продолживме локална акција со членовите на МУВ центарот Тетово, каде што со символични средства, колку што можевме да ги придонесевме, го бојадисавме целиот спортски центар и направивме едно подобро место за младите, меѓутоа општо и за граѓаните на општина Тетово. Продолживме со тоа што сега е во тек една нова иницијатива. Целата идеја за таа иницијатива произлезе од германската волонтерка Ана Пицоѓоја и Дейвид Нешмендес, кој што е волонтер за Македонско-хрватско друштво и Младинска алијанса, се разбира ние Младински образовен форум. Идејата е, значи, да направиме коалиција, значи, која го презентиравме на невладините организации од Тетово. 17 организации се придружија кон таа иницијатива и сега ќе превземеме некои подолгорочни мерки. Значи, предвидени ни се 3 екоакции за чистење на спортскиот центар Тетово. Четвртата е сите организации колку можеме да вложиме да направиме реконструкција на спортскиот центар и една финална забава или настан да го живееме спортскиот центар каде што сите ви не посетиле, би имало музика, бендови, да направиме едно подобро место за живење и со надеж дека во иднина, значи, и локалната самоуправа и централната власт, поточно за која што е одговорна агенција Млади и спорт, превземе мерки за да се подобри ситуацијата, затоа што тоа е проблем кој што навистина сите немачи и навистина е потребно да биде решен. Така се надевате на конкретна помош од општината, затоа што стриктна, нели, обврска на општината е баш да... Точно така е, меѓутоа спортскиот центар моментално е нерешено прашање, затоа што дел е од локалната самоуправа, дел е од централно ниво, тоест од Агенција за млади и спорт. Додека тој проблем не се реши и не знаеме на колку потпадне спортскиот центар, не може да се превземат конкретни чекори, меѓутоа штом тоа прашање се реши, ќе дадеме напори и во соработка со општината да превземеме долгорочно решение за да се веќе е вратен среди спортскиот центар на локалната самоуправа, ама е дадено под концесија. Така да, тие проблеми додека се решаваат, точно да се подобри. Во неколку наврати споменавте дека, Сандра, младите луѓе во Македонија се апатични, на некој начин не толку се заинтересирани за решавање на нивните проблеми. Еве, се согласувам со тоа затоа што и новинарите се соочуваат со тој проблем најчесто кога прават анкети, конкретно во градот, ако прават анкета за проблем кој што ги засега младите, најчесто младите одбегнуваат јавно да зборуваат пред камера, па принудени сме да снимаме возрастни и постари луѓе. Каде лежи причината за оваа апатичност на младите во Македонија? Каде се корените? Сега не знам како е ситуацијата, претпоставувам дека во Скопје се поотворено, меѓутоа во Тетово сите сме свесни младите не толку се заинтересирани да говорат конкретно за своите проблеми. Добро, ние работиме генерално на национално ниво и младите генерално ги делат сите своји проблеми.
без разлика дали живеат во Скопје или во Тетово. Да, голем број од младите се апатични, но тоа од до некада доаѓа од недовербата во институциите и баш Младински образовен форум правеше истражување на оваа тема во 2010 година, каде што средношколците ги прашувавме за тоа колку сметаат дека они лично може да придонесат во подобрување на својата заедница, колку они сакаат да направат нешто за подобрување или пак тоа треба да го остават на возрастните. И голем дел од одговорите беа дека тоа е за можеби треба да се остави на возрастните или пак дека нивниот глас нема да биде уважен. И од една страна се разочарани, но тоа тука вијат многу фактори. Би рекла дека апатијата можеби е нека последица од системот во кој функционираат. Тоа значи од една страна, како што кажав, дека се помалку има доверба во институциите, доверба и вие ги спомнавте медиумите. Младински образовен форум правеше истражување на оваа тема баш за млади медиуми, каде што од една страна младите се убедуваат да ги да се најдат себе си повеќе на новите медиуми, односно на интернет, на социјалните мрежи, отколку сега се гледаат во традиционалните медиуми. Тоа од една страна поради тоа што можеби традиционалните медиуми имиџот на младите не го застапуваат во целосна во целост. Тоа значи дека и медиумите од една страна можеби пасираат повеќе информации каде што младите или се степали или имало насилство или негативни конотации или пак некој скандал што ги врзува, не често успешните приказни допираат до медиумите или пак се шират преку медиумите, па да, точно како што кажав, младите имаат од една страна недоверба и во медиумите, и во институциите, и на локално ниво, и на национално ниво, а од друга страна и самото образование игра голема улога. Додека ние се трудиме некако да се бориме за оцените и да се дружиме со нашите врсници, тоа од една страна не ни овозможува да бидеме активни граѓани. Повеќе се работи за системски пристап, но се треба дефинитивно да се промени начинот на кој образованието го третира младиот човек, баш поради тоа што се случуваме со од една страна со апатична младина, од друга страна оние кои се малку поактивни и се исцелуваат од државата и своето чаре го бараат некаде надвор од неа. Од една страна имаме млади луѓе кои не сакаат баш поради тоа што голем дел од младите тука се незаинтересирани или пак апатични да живеат во оваа држава или пак од други причини, но сепак дали се тоа вработувањето или пак можеби некој подобар живот, но дефинитивно ова е тема на која треба да се решава на државно ниво поради тоа што се уште не е направена систематизација на тоа колку младите луѓе со така се оселуваат од државата. Баш на прашањето во тоа истражување каде што сметавме дека е битно да го поставиме, ги прашавме средношколците каде се гледате себе си за 10 години од сега. 45% од испитаниците кажа дека се гледаат себе си надвор од Македонија. Опативме повеќе, сме 3607 испитаници, тоа е репрезентативна бројка на ниво на Македонија. Тука можеме да кажеме дека повеќето млади сакаат и би требало да работат во својата заедница, сакаат да подобрат, но голем дел од организациите можеби го сеќаат тоа невладините организации на свој товар, баш поради тоа што образованието, односно формалното образование не е тоа што ги спрема младите за тој процес и повеќе на товар на неформалното образование или пак на невладиниот сектор, а не треба да биде така, треба сите заедно да работиме во можеби вадење на младиот човек од таа состојба, дали тоа е треба некаков пристап во мотивирање или пак повеќе институциите да градат својата доверба кај младите, поголема комуникација помеѓу младите и институциите. Дел од истражувањата покажуваат дека младите никогаш не посетиле државна или општинска институција, значи својата општина не знаат каде се наоѓа или пак немаат никаков пристап до неа, а од друга страна имаме ограничен, односно и оние можеби заложби кои младите ги направиле биле со неуспех, па тука уште повеќе се разочарани, значи има многу малку позитивни практики кои може да се каже дека се успех на младите, секако дека ние работиме на таа тема, ама тоа е само една организација во цела Македонија, има многу повеќе, но секако дека ни требаат многу повеќе позитивни приказни за да
ги кажеме како пример и на тоа да се огледуваме, а тоа сигурно сум дека ќе биде и за доброто на институциите, и за доброто на општината, и за доброто на младите. Преку кои активности Младинскиот образовен форум се обидува да ја разбива апатичност кај младите во Македонија? Значи, апатичноста се намалува претежно преку клубовите во кои што ние работиме. Тука претежно би ја напоменала програмата за младенски активизам, која што е многу задолжено за ова, затоа што има за цел да го намали јазот на комуникацијата помеѓу младите институциите. Понатака се труди да го подобри младинското организирање и да ги интегрира младите без разлика на демографската припадност, социјалниот статус, културната, верската или етничката припадност. Оно што би сакала да го напоменам, приоритет на оваа програма е тоа што значи служи за толеранција, спознавање, меѓусебно разбирање на младите и се труди да го зголеми влијанието на младите и нивното учество во процесот на донесување на одлуки како на национално, така и за локално ниво. Значи, МОВ центарот Тетово брои 3 клубови, тоа се клубот на Медиарт, клубот на дебата и Учиме право. Во однос на Медиарт клубовите, она што би сакала да напоменам, значи како што кажа Сандра, станува збор за годишни програми, каде што има неделни предавања. Во Медиарт клубовите е место каде што младите имаат можност преку користејќи ги новите медиуми да ја користат алатката и да го зголемуваат нивниот младински активизам. Младите во овој клуб имаат можност да ги заекнуваат своите капацитети на ниво на изработка на аудио прилози и аудио монтажа, да ги заекнуваат своите капацитети за видео прилози, видео монтажа, да изработуваат фотографии и фотоприказни и се разбира да се вручуваат на креативни начини преку изработка на документарни филмови, краткометражни филмови, долгометражни филмови, експериментални и играни. Најчесто младите значи ги стекнуваат овие вештини, меѓутоа треба да излезат на терен и практично да ги знаат тие вештини. Најчесто работаат на проблемите кои што нив ги засегаат и кои што сакаат да ги подобрат во нашиот град и имаат можности значи да организираат финални настани, локални акции, кампањи и слично. Така, Маја, може ли накратко да ми произнесе за локалниот младински совет на Младинскиот образовен форум? Вака, во моментов ја можам конкретно да зборувам за дебатните клубови кои што ги спроведуваме на локално ниво и на национално се разбира. Значи во моментов на национално ниво, значи има вкупно 22 дебатни клуба, а конкретно во Тетово имаме 2. Значи тие 2 клуба се всушност основно ниво на дебатни клубови, каде што средношколците со почетокот на самата учебна година имаат можност да се вклучат и до крајот на истата да поминат низ курикулумот на дебатната програма. Значи, преку своето учество во низ целата учебна година, средношколците всушност имаат можност меѓусебно да се дружат, учествуваат ученици од повеќе средни училишта од град Тетово, а исто така тие се и меѓуетнички здружени, значи клубовите не се само етнички македонски или етнички албански, се трудиме колку што може што повеќе да ги интегрираме самите средношколци. Понатака тие имаат можност да учествуваат на повеќе локални дебатни турнири, исто така на регионални дебатни турнири, турнири кои што се спроведуваат на национално ниво, а со ова сакам да кажам дека тие имаат можност да се запознаат и со другарчиња од цела Македонија. Тоа е сепак предност за еден средношколец, затоа што има можност, иако тоа трае 2, 3 или пак еден ден, имаат можност што повеќе да се дружат, да разменат своји искуства и така натаму. Покрај учеството во локални, регионални и национални дебатни првенства, тие исто така имаат можност да посетат и локални институции. Средношколците навистина се воодушевени и со голем ентузијазам се кога ќе им најавиме дека ќе има можност за посета на локална институција
дали тоа било локална самоуправа, посета на канцелари на народен правобранител, следење на некоја судска постапка, посета на судот како институција, која што за нив е многу значајна и така натаму. МУФ организираше неколку успешни настани, меѓу кои заедно против загадувањето на Тетово. Знаеме дека Тетово беше најзагаден град, нели, пред неколку месеци во Европа. Па која беше активноста на МУФ во тој поглед? Така, пред неколку месеци во медиумите на локално и национално ниво се актуализираше прашањето за загаденоста на воздухот. Тетово тогаш и сега е најзаграден град во Македонија воопшто. Така неколку невладини организации од Тетово се организиравме и формиравме граѓанската иницијатива заедно против загадувањето на Тетово, која што имаше цел да го информира населението од штетните последици од загадувањето, да го едуцира и да упати апел до локалните институции за решавање на овој проблем, иако знаеме дека овој проблем со загадувањето на воздухот не е локален проблем, меѓутоа секоја институција, секоја поединка, секој граѓанин да придонесе оноку колку што може. Во рамките на таа иницијатива најпрво организиравме обуки за млади, екоработилници, каде што младите се стекнаа со знаења и со информации за подигнување на првенствено на еколошката свест во својата околина каде што живеат, а подосна иницијативата која што делуваше во шесте општини во Тетово, значи во Тетово, Брвеница, Боговиње, Желино, Јегуновци и Теарце, делеше неколку пати промотивни материјали низ општините каде што ги информираше граѓаните за штетните PM10 частички, како тие може да придонесат да се намали загадувањето. На 10 дена пред истекот на законскиот рок за поставување на филтри на индустријските загадувачи, иницијативата одржа протестен собир во Скопје пред Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што беа доставени барањата на иницијативата. Истите барања беа доставени до општина Тетово. Значи тие барања беа да се превземат итни мерки за расчистување на депонијата во Тетово, да се запреси движењето на возила во одреден временски период во градот, да се забрани горење на разни материјали кои што не се дозволени, инспекцијските служби да наметнат поставување на филтри на големите индустријски загадувачи и да се изградат нови зелени паркови површини за рекреација и за спорт. Од општина Тетово добивме позитивен одговор дека во наредната година во буџетот ќе бидат вметнати ставки за овие проблеми со цел да се решат конечно. Ние како Младински образовен форум ќе продолжиме да го следиме тој процес, иако не сме еколошко здружение, ние работиме на полето на младите и на сите локални проблеми кои што ги засегаат граѓаните на Тетово. МУФ имаше локална кампања Тетово еден град за сите или нешто околу тоа? Тоа беше една од поуспешните кампањи кои што ги имаме организирано во рамките на проектот Млади промотори на слобода на изразување, кој што овој проект го беше реализиран од страна на Фондација МВ Инфоцентар и Младински образовен форум. Она што би сакала да напоменам дека ова беше подолгорочен процес, тоест поактивните членови на МУФ Центарот Тетово имаа можност да посетат 3 обуки во Скопје и понатака сами да се изработат проект, значи за проблем кој што нив највеќе ги засека. Младите работеа на 4 проблеми, тоа се беа отпадот во градот, проблемот со водата, паркинзите, тоест преоптеретеност на паркинзите и кучињата бездомници. Оно што би сакала да напоменам, значи они работеа на изработка на фотоприказни и фотографии кои што истите ги промовира и каде што детално беа сликани сите овие проблеми во општина Тетово. Понатака имаше работилница за стенцил, каде што на посетителите им беше доделувана маичка. Самите учесници ги работеа маичките со пароли Тетово еден град за сите, сакаме незагадено Тетово и се изработи документарен филм До кога, каде што детално беа представени сите овие 4 проблеми. Имавме двајца панелисти, меѓу кои што едниот ни беше од општина и другиот панелист ни беше од USAID мрежа. Навистина имаше плодна дискусија од страна на присутните граѓани, имавме околу 100 гости на тој настан и препораките кои што беа од дискусијата беа доставени до локалната самоуправа Тетово и она што навистина сме многу благодарни е дека општината ги прифати предлозите и ги навистина се потрудни да ги реши сите овие 4 прашања за кои што станува збор.
Бобан, некој објаснување за денот против насилството врз жената? Така, Активност која сте имали? МОВ исто така се вклучи во глобалната кампања One Billion Rising против насилството врз жената. По тој повод, заедно со неколку други невладини организации од Тетово, на 14 февруари организиравме настан пред Домот на културата Илјо Антевски смок во Тетово. На овој настан делевме информативни флаери на случајните минувачи. Исто така, членовите на МОВ и другите организации подготвија краток флешмоб, каде што испратија порака да се запре насилството врз жените. Исто така, членовите на Медиа Арт клубот одржаа концерт пред Домот на културата Илјо Антевски смок. Имаше поставено и табли околу целиот простор, каде што граѓаните може да испишат пораки за да се запре насилството врз жената. Така, имавте и подигање на веб страница? Младински образовен форум моментално работи на подигнување на веб страната Младите. Тој ќе биде уште еден простор каде што не само младите, туку и тетовци ќе имаат место за изразување. На овој сајт ќе можат тетовци да се информираат локално за својот град, за проблемите на младите, за младинското учество, за воопшто за сите проблеми кои што ги засегаат тетовчани. Кои други активности ги има МОВ? Маја? Вака, во моментов спроведуваме и проект за креирање на локални младински совети. Тоа е всушност проектот развој на локални младински политики и локално младинско учество во 12 општини, кој што е финансиски поддржан од Европска унија. А го спроведува Младински образовен форум и ЦИТ од Куманов. Вклученоста на младите во креирање на младински политики и учество во донесување на одлуки е многу мало. Поради тоа, значи, ние сметаме дека е многу важно и во моментов е креирано едно младинско јадро во склоп на истиот проект, кој што ќе работи понатака во самото креирање на локален младински совет и локални младински стратегии. Би сакала малку да кажам нешто повеќе за активностите кои што ги имавме до сега и кои што планираме да следат во иднина, а тоа се дека имаше еден јавен конкурс на кој што има можност млади луѓе, представници по било кој основ, да се пријават и да бидат дел од тоа младинско јадро, кое што всушност почнува да работи за сите понатамошни активности се до финалниот продукт, а тоа ќе биде локалниот младински совет. На тој конкурс се пријавија повеќе млади луѓе, од кои што беа избрани само 8 представници. Врз сите тие представници, значи, имаше обуки, која всушност беше серија од 5 обуки, викенд обуки, кои што беа наменети за заекнување на капацитетите на младинските јадра. Не само за Тетово, туку конкретно и за сите 12 општини. Понатака, значи, имавме еден јавен настан кој што го организираше самото младинско јадро, односно представниците на тоа младинско јадро. Насловот на самиот настан е "Ве прашали некој?". Ова сакавме да биде едно прашање кој што ќе го носи самиот наслов, затоа што сакаме да ги поттикнеме младите малце повеќе да размислуваат во однос на тоа дали се прашани, дали се слушнати, дали тие учествуваат, дали се некако младинско здружени, која е потребата од тоа младинско здружување и што значи да се биде младински здружен. Така. Еве за на крај ова емисија да завршиме со гостинката од Скопје, која што ќе ни ја представи програмата за истражување на Младинскиот образовен форум. Да, токму, како што спомна Маја, младинското учество е дел од предизвиците на таа програма, односно програмата за истражување и креирање на младински образовни политики, освен што е програмата со најдолго име во Младински образовен форум, има големи предизвици пред себе, тоа е да го зајакне влијанието на младите во креирање на образовни политики на локално и на национално ниво, а од друга страна да понуди начин на младинско учество, каде што младите ќе можат преку своји представнички тела да одлучуваат за своите права, но исто така за политиките кои ги засегаат на национално ниво. Значи да креира инклузивни младински политики, каде што младите ќе можат да дадат свој придонес, а од друга страна ги гради капацитетите на младите за да може заеднички и здружено да го се залагаат за овие права. Програмата, освен локални младински совети како своја цел, има и неколку други форми на залагање. Тоа се средношколските представнички тела, каде што
преку процесот на средношколско организирање се залага за средношколските заедници, каде што ќе обезбеди простор за средношколците да имаат свои представнички тела во процесот на одлучување на училишно ниво, но исто така и на национално ниво. Тоа значи дека има неколку серии на обуки каде што средношколците према ги следат обуките, се спремаат, ги градат своите капацитети за што значи демократски процес и средношколско организирање, потоа во инклузивен процес заедно со училиштето, со родителите и со професорите наоѓаат начин како да ја изградат таа средношколска заедница, каде што ќе може заеднички да се носат одлуките. Во друга настока оваа програма се залага за антикорупција и за транспарентност во образованието, за зголемување на квалитетот на образованието, како на средношколско, така и на студентско ниво, и за мониторирање на секоја политика која е донесена. Имаме тим на млади луѓе кои секојдневно читаат документи, стратегии, прават препораки и се во комуникација со сите засегнати страни со цел да можеме да дадеме некаков придонес во подобрување на политиките, како и на во образовните политики, така и на младинските политики на национално ниво. И програмата дефинитивно се залага за демократски принципи и младинско учество кои ќе му помогнат на младиот човек да едноставно да излезе од тој контекст и да на можеби неодлучување и не доверба дека може да промени нешто во креање на млади луѓе кои ќе заеднички со доза на образование и со вредности кои ги бара демократскиот процес да заеднички да променат и да бидат дел од одлучувањето на повисокото ниво, дали тоа е училиште, дали е факултет, дали е на студентско ниво организирање или пак е на локално ниво, како и на национално ниво. Секако, значи се работи за едноставно принцип кој сметаме дека треба да го застапуваме се додека не добиваме учество на младите во секако вид на одлуки и во секако вид на политики, поради тоа што често се смета дека младите се можеби тоа што го носи днината, но младите се едноставно сегашноста и дека ние сега тука мора да промениме нешто за подобрување и на нашата заедница, но и на општеството во целост. Така, чест ми беше што бевте сите гости во емисијата Спектар. Се надевам дека и во наредна прилика ќе гостувате, каде што ќе може да ги изнесете вашите активности кои што на некој начин помагаат да се решаваат проблемите на младите во Македонија. Благодарам на вас на поканата. Супер се поминавме.